да таткото детето не може да го учи занаетото е добро. На туѓа рака по-дисциплинирано. Дури станав ја мајстор правилен. Јас сум Борис Несторовски, син на Нестор Алексиев Мирчевски. Родот Мирчевски потекнува од далечните прадедовци Младен, кој живеел негдека 1750 година. И син му Деспот. Нестор Алексиев е роден 1873 година, а почина 1969 година. Тој е резбар кој со својата 80-годишна творечка дејност оставил голем број дела во дрво и мермер. Неговата дејност се одвивала во Бугарија, Грција, Југославија, Франција и Белгија. Се работи за огромен творечки опус кој сведочи за еден голем талент за уметничко творење. Големината на просторот во кој што работел, како и суштината на неговите способности ги потврдува и знаењето на 7 странски јазици. Тој перфектно говореше грчки, турски, албански, германски, француски, влашки и романски. Нестор имаше таква ерудиција која му дозволуваше тоа што го замислил директно да го пренесе на дрво или пак да се пренесе на цртеж и да го оформи во дело изваено во дрво и мермер. Детството го поминал во своето родно село Осој. Уште во детството пројавува способност моделирајќи во тесто од глина. Својата склонност кон резбарската уметност ја почувствувал при својата посета заедно со татку му Алексо на семејството Филиповци, кое уште во тоа време била прочуено како резбарска тајфа. Нестор останал восхитен од уметничките остварувања што ги видел со своите очи. Тоа не останало незабележано од татку му Алексо, кој имал голема желба некој да го наследи неговиот занет, бидејќи и тој бил добар резбар. Тој го замолил Иван Филипов и да му даваат самостојно да работи. Во својата 14-та година станува еден од најдобрите мајстори во резбарската уметност. Во 1888 година Нестор се преселува во Софија, каде живее и работи во тајфата на татка си Алекса, заедно со својот брат Лазар, кој исто така бил добар резбар. Тие двајцата во Софија работеле на изведба на столарска резбарија, облагодарувајќи ја со својата виртуозност од мијачката резбарска школа. Тоа се предмети од стилски мебел, таваници во резба, иконостаси и друго. Нивната креативна работа не била прочуена само во Бугарија. И грците пројавили желба, Нестор и Лазар, да остават траги од својата уметност и кај нив. Така Нестор пишува: во 1899 година отидовме во Солун со брат ми Лазар по покана од манастирите Продромос и Агујос Атанасиот Швинста над Бистрица. Работевме 3 години. Во овие два манастири изработивме иконостаси и други мебел. Во градот Верија Солунско
во манастирите Свети Антонije изработив мебел и други потреби на манастирот. По завршување на работата во Солунско, 1902 година, браќата Нестор и Лазар доаѓаат во Битола. Тука Нестор отвара свое резбарско столарско ателје. Фирмата била испишана на турски, француски, македонски и грчки јазик, што е уште една потврда за Битола како град на конзули и политички представници. Во 1904 година Нестор се оженил со Елена Наумова. Во тој брак има 4 сина: Александар, Тодор, Михајло и Борис, и ќерка Уранија. Првата работа што ја изработили браќата Нестор и Лазар е иконостасот во црквата Свето Вознесение во село Брусник, кој за време на Првата световна војна бил уништен. Во Битола добиле покана од православните органи да ги посетат Крушево и да се договорат за изработка на иконостас за црквата Свети Јован. Нестор вели: 3 години седев таму и го изработивме со брат ми Лазар иконостасот, владиковиот стол, амвон и 2 проскинитарија од липов материјал и 2 табли со минијатури. На една страна е тајната вечера, а на другата судење на Христос пред Кајафа. Оваа работа ја изработив за тоа што власите гркомани говореа дека не се родил никој како Петре Резбар од Гарката, кој го направил грандиозниот иконостас во Влашката црква Свети Никола. Тоа ми го збореа браќата на Петрета Јован и Марко и зет му Димитрија за ќерка му Невена. Од тие зборови јас бев навреден и ги изработив тие 2 табли. Во исто време му било понудено да изработи нов иконостас на место изгорениот во црквата Свети Никола, при што било се договорено, но по некое време почнали политички работи да се мешат и така ја изгубив таа работа. Штета. Би сакал да забележам дека при понудата Нестор да ја изработи иконостасот од Свети Никола, а при присуство на тајфата на Петре Гарката, покажува со каков уметнички авторитет се здобил Нестор во тоа време. Со своите вешти раци, со изработен план за копаница, со редок усет за пластичност на формите, браќата Нестор и Лазар во црквата Свети Јован во Крушево ги создадоа резбаниот иконостас, владиковиот стол, амвон и 2 проскинитарии за празнични икони за целивање. Со богата фантазија и со техничко знаење манифестирале комбинација на тенка копаничарска работа и барелјев, каде што се застапени разни геометриски орнаменти, фигури од растителниот и животинскиот свет, а покрај тоа и човечки фигури во 2 сцени од Светото писмо. Доминантна е растителната орнаментика. Изработен е по Илинденското востание од 1903 до 1906 година. Иконостасот е вклопен во димензиите што ги има црквата, со 3 влеза за комуникација со олтарскиот простор, царските двери и северната и јужна врата. Должината е 13, а висината е 7 метра. Браќата Нестор и Лазар активно учествувале во работата на револуционерното движење. Таквата работа на Нестор била забележана од турците, турските власти, кои се подготвувале да го уапсат. Но некои турци, пријатели, го опоменале да се засолни известно време. Така се нашол во Солун. Со брод преминал во Марсеј, каде што работел 6 месеци. Потоа заминува за Париз, веднаш нашол работа во фабрика Ирч.
Тука главно се работело стилски мебел. Нестор со својата техника на резбарење ги воодушевил соработниците. Во Париз поминал близу 1 година. При својот престој во Париз, Нестор бил во постојан контакт со семејството си и брат му Лазар. Така Лазар го известува дека се распишан конкурс за изработка иконостас за црквата Свети Никола во Софија. Иконостасот од црквата Свети Никола е широк 25 метара, а висок 12 метара. Според цртежите тој е едно од најубавите дела на Нестора изработени во Бугарија. Овој иконостас е завршен по Првата светска војна. Во Пазарџик, Бугарија, била опожарена катедралната црква Успение Пресвета Богородица, во која постоел иконостас изработен од македонецот Макарije Негриев Фрчковски, кој изгорел речиси до половина. Целата резба била изработена во истиот стил со кој се служеле Нестор и Лазар, па им била поверена да ја извршат таа работа, да извршат обновата на иконостасот. Делот што го изработил Нестор и Лазар во ништо не се разликува од старата резба. За таа работа Нестор изјавува: дури ни моите мајстори учители не се нафатија да изработат таа резба. Ми издадо уверение за успешно извршената работа, за моја морална сатисфакција. Иконостасите се големи размери, со должина од 20 и 40 метара на 2 ката. Покрај овие иконостаси, Нестор има изработено во Бугарија уште 15 разни други иконостаси. Како што растеле, во својата работа има историја, полека ги уведувал и своите синови. Во 1922 година Нестор го викаат во српскиот конзулат и му покажуваат писмо од крал Александар со кој го викаат во Белград да го изработи иконостасот по неговата задужбина. И Нестор му претели врховиштите, но под енергично дејство на познатиот писател и дипломат Милан Ракич се решил да ја прихвати понудата. За постојано место на живење го избрал Скопје, каде се преселува на 28.1925 година. Со доаѓањето во Скопје се јавил кај тогавашниот митрополит Скопски Варнава. Тој ми даде да изработам едно парче за иконостасот за црквата Свети Спас, за да се увери дали сум добар резбар мајстор за царски работи, запишал Нестор. За изработка на иконостасот на крал Александар нацртал изvedбен проект во природна големина. Нестор бил проектант и креатор на сите работи што ги извел во својот творечки животен пат. Нестор бил многу слаб трговец, па побарал сума од 280.000 динари. На што кралот му рекол: мој Несторе, ти си многу голем уметник, но слаб трговец. Црквата Раѓање Свете Богородице во Топола е посебно значаен споменик на културата поради своите убава уметничка резба во која е изработен иконостасот. Несторовиот ангажман во Битола продолжува 1932 година со изработка иконостас кој го краси параклисот Свети Ѓорги сместен во митрополијата. Во нашето ателје престојуваше и познатиот вајар Иван Мештровиќ, со кој Нестор се запознал во Белград. Изјави желба да земе еден од синовите, Михајло или Тодор, за да го оформи како вајар, но Нестор предпочиташе тие да бидат во неговата тајфа. Во црквата Свети Спас
Нестор изработил 3 резбани елементи, за кои запознав само еден, а другите не можев да ги најдам. При конзервација на владичкиот стол е утврдено дека круната е изработена од Нестор. Во 1945 година Нестор изработил саркофаг во резба за пренесување и привремено сместување за моштите на Гоце Делчев. Истиот се наоѓа во црквата Свети Спас. Манастирска црква Успенија Богородичино во Трново. Битолско била опожарена при воените дејствија од Прва световна војна. За изработка на нов иконостас бил ангажиран Нестор. Иконостасот е составен од 3 дела. Во Струмица постои црква Свети Кирил и Методиј, за кој е изработен иконостас во 1936 година од липово дрво на 2 ката со барелјефна резба. Во долните простории на црквата постои храм Свети 15 Ставрополски свештено маченици, за кого е изработен посебен иконостас од ореово дрво во резба со посебно решение на акротеријата, која е во склопот на иконостасот. Едно од врвните и уметнички дела што ги создал Нестор, секако е и иконостасот изработен во црквата Свети Спас од манастирот Жица кај Краљево. По наруджба на кралица Марија, во црквата Свети Кирил и Методиј во Љубљана изработил иконостас кој со својата прекрасна резба и разиграност на површините успела да ги привлече со својата убавина сите посетители, посебно православните верници. По светската војна дошло до раздружување на Несторовата тајфа. Синовите тргнале по свој пат. Брат му Лазар се врати во Софија, а Нестор остана со својот најмал син Миле на Сирма, пренесувајќи на него сите своји знаења и маистории. Миле има изработено неколку работи, а позабележителни се неговата икона Свети Ѓорги и минијатурен домашен иконостас. Во училиштето за применена уметност во Скопје Нестор работел како наставник по резбарство од 1951 година до 1954 година. Потоа 1954 година на 81 година возраст се пензионира и продолжува да работи иконостаси со својот син Миливоје. Одејќи по трагите на својот татко Алексо, Нестор заорува нова бразда во својата уметничка дејност. Не го усовршува само дрворезбарството, туку остава длабоки траки и во моделирањето во мермерот. Во 1898 година работел со мермер во официрскиот дом во Софија. Во црквата Александар Невски во Софија во 1924 година изведени се прекрасни работи во мермер според дадени скици. На фасадата на таа црква Нестор работел 2 години. Со доселувањето во Скопје, Нестор отвора свој каменолом во местото Сивец, Прилепско. Во манастирот Свети Пантелеймон во Горно Нерези, кој е изграден 1164 година, во црквата постои мермерен иконостас. Не знам од кои причини, парапетните плочи и една архиволта биле скршени. Нестор добил налог да изработи нови делови на местото на искршените, однесени во Музеот на Македонија. Новите плочи се обработени од двете страни со различна тематика. Доминантна е појавата на 2 пауна кои се прекрасно моделирани.
Во манастирот Високе Дечани, во печ, изработил мермерен саркофаг во кој се сместени моштите на кралот Свети Стефан Дечански. Целиот саркофаг е изработен од еден мермерен блок во црвена боја. Четирите страни се орнаментирани во декоративна пластика со примена на геометриски мотиви, ангели, ленти, цветови, плодови и крстови во уметничка стилизација. Нестор изработил скулптура од бел мермер на девојче во цел раст. Работата на Нестор во изведба на иконостаси и декоративен мебел е многу пообемна од ова што досега е изнесено. Во биографијата на Нестор имам регистрирано 25 иконостаси на територијата на цела Југославија. Покрај изработката на иконостаси, мијачките резбари изведувале многу таваници, мимбари и други украси во џамиите и во домовите на агите и беговите. Нестор има изработено голем број икони во дрво, рамки и други украсни предмети. Во ателјето со тајфата соработувале и разни зографи. Најчесто соработувал со најпознатиот зограф и ценет иконописец Димитар Андонов Папрадишки, како и Даниел Несторов. Покрај нив многу често го посетуваа и познатите ликовни уметници Михајло Шојлев, Лазар Личеновски, Никола Мартиновски и други. Со своите дела Нестор учествувал и на разни изложби. Првата земска стопанска изложба во Скопје во 1928 година, на која е изложен иконостасот за Караџорџевата задужбина во Топола. Светска изложба на занатство во Берлин 1938 година. За таа изложба Нестор имал работна маса на која поставил една табла од ореово дрво, од која половината е необработена, а другата половина е изработена од драбок релјеф. Посетителите и стручњаците биле вчудовидени како пред нивните очи се ствара едно парче дрво, уметнички ремек дело, изведувајќи го Нестор со најпримитивните резбарски глета и токмаче. За сето свое творештво Нестор има добиено и повеќе награди. Златна медаља од прва земска стопанска изложба во Скопје, орден и повелба за уметнички достигнувања од белгискиот крал Леополд, златен медал од изложбата во Белград, одликување од румунскиот крал Карол, народен орден од цар Борис III, орден Караџорџева звезда со мачеви, орден за посебни заслуги од светската изложба во Берлин. Последна работа што ја Нестор изработал во текот на својот живот, това е изработката на две рамки, од која една е посветена на Јосип Броз Тито. Таа рамка е изработена во барелјеф со перфектно изведени елементи од флора и фауна, а во средината е ликот на Тито изработен исто така во дрво. Втората рамка не стигнал на време да ја изврши и останала како таква дома и моментално сега таа која била довршена ја искористил за да во неја го стави својот лик изработен од сликарот Поточник. И овдека морам да изнесам една ствар, да самиот не знам кога Нестор имал приватен живот, земајќи ја предвид бројот на делата кои што ги изведел. Ја би еден детали изнел овдека од работата во црквата
во Свет Кирил и Методий во Струмица, каде што протоереот ми кажа дека кога се работел татко ми на иконостасот, до него тука стоело и парче леп. Така да во текот како работел и си ужина лепче, а покрај него и една чашка вино со јабука натре. На тој начин, нели, си скратил времето да може да изврши работата и да биде сит. Што се однесува до неговиот однос према нас, фамилијата, кои сите работевме во тајфата негова, сите четворица браќа, можам да речам дека секогаш е бил најдобар. Не е знал никој пат да подигне глас, секогаш е настоел да се што знае, да го пренесе на нас, да знаеме да нацртаме, како што реков веќе, секоја работа сам си ја цртеше, а и ние постепено, нели, преовладувавме, нели, со тоа цртање и со работата. Идејата за да напишам биографија на Нестор долго години уназад се влечеше во мене, поготово што бевме у константна дискусија со брат ми Тодор, кој што имаше и некои записи, нели, за работите кои сме ги работели во текот на изминатите години. Меѓутоа, започнав со пишење на биографијата после моето пензионирање, а најоштро би рекол, работа се одвиваше задните 4 години. Со тоа што извршив овој преглед на сите материјали кои се наоѓаат моментално кај брат ми Миле, во фамилијата на Нестор, нели, кај што има огромен број цртежи за сите овие години кои се собирали, потоа проверка на сите написи по новини што искочили, а исто така имам голем број литература која што се бави со резбарството, не само за Нестора, многу малце за Нестора. И како што реков порано, сите тие, на жалост, нели, се или од бугарски, или од српски происход, и тие углавном говорат за дека мајсторите од Мијачи, нашите резбари, тајфи, се углавном или бугари, или србине. И тоа ми даде еден повод, а и друга ствар што ме поведе да напишам биографија, што за ниеден резбар, како например Петрегарката, нели, нема напишано обстојна биографија во која да се изврши анализа на делата кои што ги остварил, кои са големо богатство и каде са тие дела. Јас успеав со оваа биографија да ги соберам сите дела, заедно со мојата сопруга Радмила, да ги соберам сите дела, сме ишли по разни градови и да испитаме, бараме таа работа дали постои. Така да целокупниот тој материјал, нели, садржи негдека 194 страни и исто така 194 слики и разни документи со допишување, како еден документ на Димитар Андонов за заедничка соработка на еден иконостас, нели така. Меѓутоа, книгата е составена, книгата е веќе 2 години е готова, нели, а јас не можам да најдам материјални средства за остварување. Па преко со добротата на телевизијата молам добри луѓе, во колку имаат желба, да ме помогнат да може ово дело да види виделината на денот. За да добиеме подобар увид на работата на тајфата на Нестор, нели, се решивме да дојдеме да вршиме снимање во овој стан овдека, кој е на мојот внук Васе, односно синот на Тодор, еден од моите браќа, член на тајфата. Тодор после пензионирањето се зафати со резба, иако 25 години пред тоа не работел резба.
Сам си направи глета и оформи, као што се гледа овдека во ова средина, два комплета мебел, изработени во резба за својот внук Тодор и внуката.